Congratulations, you are America's newest citizens on our anniversary. Емоции, честитки, солзи, аплаузи ја одбележаа церемонијата со која 50 лица станаа нови американски државјани. Настанот се одржа по повод 4 јули, денот на независноста. Моментално зад мене се одвива церемонијата на натурализација на новите американски државјани. Настанот се одржува на имотот на првиот американски председател Џорџ Вашингтон на Маунт Вернон. 50 на граѓани ќе добијат американско државјанство. Речиси 7500 лица деновиве станаа нови државјани на САД. Во периодот од 1 до 5 јули низ целата земја се одржаа 110 церемонии за натурализација. Свеченоста кај спомен домот во близината на Вашингтон почна со церемонија посветена на борбата за независност на САД. Волонтери облечени во униформи на некогашните колонисти се построја пред посетителите, а беше прочитана и декларацијата за независност. Се одржа и марш со знамења. Тоа беше вовед кон финалните моменти од долгото чекање на 50 мината мажи и жени да го добијат американското државјанство. 17 години чекам за државјанство. Чувството е одлично, беше долго патување, но вредеше. Главен дел од церемонијата беше заклетвата. Со десната рака во воздух, новите американски државјани се заколнаа дека ќе ги штитат уставот и законите на САД. Кога дојде ред за химната, сите ставија рака на срце и упатија поглед кон знамето. На радоста потоа и немаше крај. Секој си имаше причина да се радува за новата татковина. Кога емигрираш од едно на друго место, сакаш да станеш дел од новата средина. Ова за мене е финалниот чекор. Имаше и солзи. Ќе гласам, ќе бидам добар граѓанин. Верувам дека колку даваме од себе, толку подобра енергија се шири околу нас. Откако се заколнаа и си честитаа, новите американци веднаш добија право да се регистрираат како гласачи. Од домот на Џорџ Вашингтон заминаа со нова надеж за себе.